Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Имам чест и задоволство прв пат во студио да го поздравам и примам Стефче Јакимовски, градоначалникот на општина Карпош. Прво честитки уште еднаш. Благодарам. Навистина не е мала работа да се освои Карпош и тоа го освојувате по трет пат. Ја добивате довербата на граѓаните. Тоа е долга една низа на години, а кога имаме една ваква долга низа на години, не е лошо малци историски да се подсетиме. Прв пат ја добивате довербата на граѓаните, ако не се 2000-та, ќе рече 2001, моја грешка ќе беше 2000-та година. Од тогаш до денеска многу работи се случи. Така, 2000-та до 2003-та бев градоначалник, после бев министер за економија, па министер за труд и социјална политика до 2006 година. Од 2006 до 2009 паузирав и 2009 повторно победив. Бев кандидат за градоначалник на Карпош и победив и сега еве, значи ова е трет пат. Бевте градоначалник, па во влада, па после повторно градоначалник. Зошто идевте, зошто се вративте повторно градоначалник? Зошто као политичар одлучувате што ќе правите со вашата кариера? Ви беше советувано или ви беше наметнато или ваша одлука беше, не знам, можеби да стрелате кон повисоки инстанции, да идете на лидерско место на вашата партија или слично. Чисто ме интересира што ви биле мотивите токму вака да... Јас искрено, првиот градоначалнички мандат го работев со голем ентузијазам и со голема желба, имав одлични резултати и ни на крај памет дека ќе треба да се збогувам од таа функција и да станам министер. Тоа се случи на инсистирање на тогашниот мој председател Ристо Пенов и на Бранко Црвенковски, затоа што Петар Гошев требаше да се тргне од Министерството за финансии и ЛДП добиваше друго силно министерство. Во партијата немаше кој освен јас, по тродневно убедување од страна на Ристо Пенов и Бранко Црвенковски, јас ја прифатив таа кандидатура за, односно да бидам министер за економија и така, како да кажам, што се вели од небо па у ребра, значи ја напуштив градоначалничката функција по инсистирање на тогашната мојата партија и на премиерот Црвенковски, значи влегов во владата на Република Македонија. Иако, да речеме, навистина со голем... Малце чудно звучи вака, кој ќе ми каже дека некој по инсистирање на тој и тој, некој вака делувате... Па не, ќе ви кажам, а и зошто се одлучив? Да, може. Сакам да слушнам. Една од причините зошто прифатив да бидам министер, затоа што јас како човек кога ќе донесам една одлука, многу тешко може на мене да влијае некој. Тогаш по тродневно размислување и убедување прифатив од причина што Законот за град Скопје, територијалната поделба на град Скопје во прва фаза пројде без Скопје да има општини, само една општина. Значи Скопје да биде една општина и да не постои ни Карпош, ни Центар, ни Ѓорче Петров, ниту една општина. А тогашниот мој лидер Ристо Пенов нормално збориме 2000-та. За 2000-та. Значи ова се зборува за 2003-та. Јас бев од 2000 до 2003 година и законот во прво читање пројде без Скопје да нема општини. Јас знаев дека по завршувањето на мандатот како градоначалник, јас нема да можам да се кандидирам, иако бев и тогаш многу популарен и лебдеше во воздух дека би требало евентуално да бидам кандидат за градоначалник на Скопје. Меѓутоа знаев дека во ЛДП сепак Ристо Пенов како лидер нема да можам да го победам него за да можам да скандидирам за градоначалник на Скопје. Евентуално додев како независен и така натаму, таа варијанта уопште не ја имав ни на крај памет и затоа ја прифатив таа министерска функција, едноставно да не влезам во конфронтација со мојата партија и со тогашниот мој лидер, кој потоа на неговата кандидатура 2005 година загуби од Трифун Костовски. Знаете, тоа беше една бравурозна победа на Трифун Костовски. И мислам дека тогаш се направија клучните кадровски грешки кога и Никола Поповски се внесе во влада, мене ме внесува во влада, а например и Никола Поповски беше многу популарен како председател на Собрание на Република Македонија и според моје мислење он си таа функција ја обавуваше извонредно добро. Значи тоа беше причината зошто влегов во влада и она што е најбитно, во месец февруари 2004 година законот дојде во втора фаза на седница на влада. Повторно Скопје
значи да нема ниту една општина, само градот Скопје, а другото да бидат дистрикти. Значи као месни заедници, без никакво овластување и така натаму. По моја 50-минутна дискусија и образложение, тогаш Бранко Црвенковски пресече Скопје повторно да има општини и да има градоначалници. И значи мојата мисија тогаш на што влегов во владата навистина се исплатеше, затоа што Скопје, јас сум длабоко убеден дека подобро функционира кога има и градоначалник на Скопје и градоначалници, општински градоначалници, затоа што сепак овој град се уште има многу проблеми кои што еден човек не може да ги решава, да речеме од Рашче па не знам до Студеничани и така натаму, како што тогаш и велев не постои таков Тарзан кој што ќе може град со толку многу проблеми да ги разрешува. И мислам дека затоа е добро да и сега имаме надпревар ние практично меѓу 11. Ние, локалните градоначалници и градоначалникот на Скопје, и мислам дека ова е добар пример и добро е за развојот на град Скопје. Добар. Да. Мислите дека времето и покажува дека е добро. Знаете зошто ве прашувам? Заради они ингеренции кога се преклопуваат, а често пати граѓаните имаат проблем. Знаете што нема никаде преклопување на ингеренции. Оваа улица ја одржува градот, не може општината, ова е под ингеренции на општината, ова не е под градот и така натаму и така натаму. Нема преклопување на ингеренциите и функциите. Точно ние знаеме до Сијалица, до Агол, до Ќоше кој е чиво е. Меѓутоа нема да ми се налути колегата Трајановски, не само за него, за било кој градоначалник на Скопје, затоа што сепак е тоа погломазна администрација. Они не најдобро си ја вршат својата функција и тогаш најлесно му е на граѓанинот да дојде во општината да се пожали за некој, да речеме прашањето околу хигиената, одржувањето на зеленилото, не знам, главните сообраќајници и така натаму, улици кои што се на градот не се одржуваат, има дупки и така натаму, да речеме сега е подобра состојбата, меѓутоа била многу полоша и граѓаните најлесно ми да дојдат во општината. И кој ќе им кажеш не е таа наша улица, ама вие не знаете што правите. Напротив, ние точно знаеме што е наше, а што е градско. Па нели доаѓа до она диспропорција, на пример сега вие зафаќате неколку улици, асфалтирате. Зборам сега чисто фигуративно. Зафаќате, а градот има други приоритети, не главната улица која минува низ општината или некој кој се под ингеренција на градот. И често тоа создава и конфузија, па и лош печаток. На пример, граѓаните сега он нема да перцепира обратно. Поминува улицава низ мојата општина, не е асфалтирана. И сега ти треба да му кажеш не е под моје, не можам да ја контролирам. Ама не, па мислам дека е добро. И визверса. Вака. Значи, булеварите се градски. И Јасно треба е. Бидејќи инфраструктурата што оди под нив е од витално градско значење. Например, по Партизанска идат водоводните цевки за... Не може ни една општина значи, да ги... Таму идат и главните коридори за водоснабдување, фекалните колектори, значи атмосферската канализација главна иде таму, 10 киловолтните кабли за напојување со електрична енергија и така натаму. Значи, тие пожелно е да ги управува некој кој што е посилен за разлика од општини. И тие се прашање од општи интерес. Градскиот сообраќај, противпожарната заштита, не знам, заловувањето на кучињата, зашто не може да биде општинска работа, значи таа мора комплетна градска политика, не знам, гробиштата и така натаму. Сега, што мислам? Дека не е добро од колективната хигиена да одржува градот Скопје. Што тоа значи? Метењето на улиците. Што е проблем да биде поделена по општини? И подобро ќе функционира. Зашто ние сите општини дополнително плаќаме работници за чистење, иначе градот би бил хаос. Сите до една. Одржувањето на зеленилото. Што е проблем да се подели по општините? Дали ме разбирате? Има работи кои што градот треба да добие дополнителни ингеренции, меѓутоа има и работи кои што треба да ги спушти на пониско ниво. Градот не може за секоја зградичка, за секое светло, за секоја уличка да води грижа. Затоа се локалните градоначалници они да водат сметка за помали проблеми. Значи ние си ги знаеме проблемите, секој уличе, секој тротоар, секоја паркингче позади зграда и така натаму. Ме интересира, иако не сте задолжени да ги одговарате овие прашања, но еве се јавуваат зошто на пример Скопје не може да има еден градоначалник како што има Њујорк или како што има Париз. Овој град е со многу големи проблеми. Овој град е со многу големи проблеми. Значи, сметате дека ние се уште имаме еден процес на еволуција би можеби во иднината би довел до такво нешто, кога би се отстраниле? Кои се суштинските проблеми? Њујорк нема неасфалтирана улица. Како? Њујорк нема неасфалтирана улица. Ние се уште имаме неасфалтирана улица. Се уште имаме делови на Скопје кои што имаат септички јами.
Значи нема фекални колектори. А камо ли да има атмосферска канализација? Се уште имаме делови на Скопје кои што нема доволно напојување со електрична енергија. Дивоград би нема улици, нема урбанистички планови и така. Такво нешто нема во тие. Тоа нема во Њујорк, затоа може тој град да се управува од еден центар, од едно место кога е се тоа регулирано. Дали ме разбирате? Страв ми е да потпрашам дали има шанси некоја што да се реши во иднина. Сигурно има, мора да постои надеж. Например, Љубљана се управува така, меѓутоа Љубљана е 250.000 жители град. И тоа затворен. Да. Таму Например, Белград се управува... Зборам затворен град во смисла не може туку така некој да стане жител на Љубљана. Така. Да му текне одеднаш, да се пресели од едно на друго место. Еве сега вие замислете, значи од Радуша, началникот на Скопје треба да управува до Студеничани. Може да замислите која е таа ширина, колку се тоа проблеми. Да се вратиме на вашата политичка кариера. Зошто ја донесовте онаа одлука која предизвика навистина многу интерес да ја напуштите ЛДП и да преидете во СДСМ? И таа беше одлука прво на инсистирање на председателот Цренковски. Значи, од октомври до декември имавме повеќе средби, повеќе пати инсистирања да преидам во Социјалдемократскиот сојуз, беше понудено да бидам председател на градската организација и така натаму. Додуша погодно тло најде раководењето со ЛДП по страна на Јово Манасиевски. Мислам дека Јово Манасиевски направи една голема грешка. Тој отприлика мене ме победи во таа наша изборна трка за само 9 гласови и потоа се обиде се што се мои луѓе да ги ликвидира. Едноставно да ги тргне од раководство, да ги тргне на страна и така натаму. И јас не посакував повеќе битки и не очекував искрено доколку јас станев председател, сосема поинаку ќе се однесував. Напротив, сметам дека бидејќи тоа тесно водство не ти дава тебе за право да правиш со партијата што сакаш, мораш да мислиш и тие што не биле за тебе и што не биле со тебе. И второ, знаев дека ако не прифатам да влезам во Социјалдемократскиот сојуз, ќе се случише токму ова што денеска се случи. Значи, после 4 години Социјалдемократскиот сојуз ќе кажеше: добро, ние имаме кандидат за Карпош, нормално и ти сакаш, ќе одиме посебно во првиот круг, па вториот круг кој ќе има повеќе, ние ќе се поддржуваме едни со други и претпоставував дека они ќе речат да, ние имаш од нас поддршка за град Скопје, а за Карпош и ние имаме кандидат и ќе дојде во ваква слична ситуација како што сега и јас едноставно сакав да ја избегнам таа ситуација, евентуално конфронтација со Социјалдемократскиот сојуз. Дали ви беше ветено нешто повеќе или идењето во СДСМ, амбициите ви беа и натаму општина Карпош или некој повисок? Само општина Карпош и мислам дека моја најголема политичка грешка беше што прифатив да бидам председател на градската организација. Влегов во Социјалдемократскиот сојуз, требаше да кажам дека не сакам никаква функција, дека само ќе бидам обичен член на Социјалдемократскиот сојуз и без било каква функција и така натаму. Мислам дека тоа ми беше голема грешка, но еве, како да се каже, повеќе правев атер отколку што сметав дека е тоа мој интерес. Мене ме интересираше само општина Карпош и резултатите општина Карпош и ништо повеќе тоа. Имаше нели спомнување, не знам, за лидерско место, не знам за премиерско и така. Ниту на крај памет не сум имал, нити било кога сум имал таква амбиција. Не, во ниту еден момент. Имаше шпекулации, се шпекулираше со други имиња, јас дури во некои средби, вака, другарски, кога сме разговарали така натаму, дури сум ги замолил и да не шпекулираат со моето име, затоа што јас таква амбиција апсолутно немам. Зашто? Затоа што свесен дека скоро сум дојден во партијата, дека само со тоа ќе си навлечем непријатели, а дека таа работа апсолутно дека не ја бива. И какви беа деновите вака во СДСМ? Како ви помина? Знаете зошто? Ајде, ќе го парафразирам прашањето. Ме интересира, согледувајќи сега резултативе од последниве локални избори, кадрот што произлезе од ЛДП, која се сметаше партија дека ќе на залез, па дека ќе исчезне и така натаму, едноставно испадна многу поуспешно од што СДСМ. Сега човек стварно и да се потпраша, иако СДСМ има огромно членство, но конкретниот успех на терен што го имаат членови кои потекнуваат претежно од ЛДП. Не мораме да ги анализираме, доволно е познати. А и резултатот на вашиот
екс-колега од ЛДП, еве и лидерот на ЛДП за центар, Жирновски, кој Па јас и кога сум бил во ЛДП сме се прашувале како, да речеме, ЛДП многу помала партија, меѓутоа исфрлила многу подобри кадри за разлика од Социјалдемократскиот сојуз и тоа некако не ни било јасно додека не влего во Социјалдемократскиот сојуз и не сватам дека таму има една огромна борба. Една огромна борба и практично на површина излегува оној кој што држи повеќе луѓе околу себе. Дали ми разбирате? Лавот, например, е најсилно суштество на планетата. Меѓутоа, кој ќе улови некоја зебра и кој ќе му се соберат 10 хиени, тој отприлика ќе се бори неколку минути, тој со една шепа да удари една хиена би ја убил, ама по известно време ќе го остави пленот, ќе избега и тој бега кога ќе се насоберат, без разлика колку се тие послаби. Така да некако таа меѓусебна борба не овозможува да дојдат позитивните кадровски решенија до израз, туку напротив. Нели е, да, ве разбирам. Па еве ова сега што се случи, гледате Нели е природно или демократски, што ја знам, како би било, на кој начин би било, еве, да не биде како борба на хиени кој што ни опишавте, малку нели морбидно, но во секој случај можам да замислам борбата за позиција. Не, зборот ми е дека најсилните и најквалитетните не успеваат секогаш во партиите. Значи во партијата вредиш онолку колку што луѓе околу себе имаш. Добро, што е тогаш затоа што ЛДП е генерално помала партија, па тие борби не се толку изразени, или генерално во СДСМ системот не им чини едноставно на ротација, излегување на површина на нови кадри. Сигурно има таму прекрасни деца за кои нити сме чуле, нити знаеме, а кои сигурно имаат огромен потенцијал да и да пружат многу. Па добро, таа негативна кадровска селекција веројатно е малку во подолг временски период и отприлика секогаш таму постоеле клановски борби. И веројатно како резултат на тие компромиси што се внатре во партијата, тоа е плод такви, да речеме, несоодветни кадровски решенија. Вие гледате на овие избори буквално да се нема нигде ниту еден председател на општинска организација да биде фаворит за овие локални избори. Знаеме, да, тој председател е адут на овие локални избори, има сигурни изгледи да стане градоначалник. Значи, и за овие избори се знаеше Заев, Стефче Екимовски, евентуално Зоран Дамјановски, за колегата Дохрид беше и кај нас беше дилема дали ќе успее да победи овие избори или не. И ништо повеќе од тоа, да речеме, што има председатели на општински организации, други кадри, членови на раководство по општински организации, членови на централен одбор, пратеници и така натаму. И мислам дека тоа е плод на лошиот избор на луѓето кои што раководат со целата партија. Јас извинувам што ве прашав, знам дека не сте повеќе член на СДСМ, но доскоро бевте, па сметам дека е легитимно, затоа што немам прилика да разговарам со членови на СДСМ. Едноставно, се сеќавам кога предовте од ЛДП во СДСМ, се слушнавме и ве поканив во емисија. Тогаш ми рековте една реченица, кога сватив дека ја сватив каква е ситуацијата. Не мислам сте го заборавиле тоа. Не го заборавам, затоа што тогаш станав свесен за целата ситуација. Тоа беше дека со задоволство дека би дошле кај мене, но дека генералната политика во СДСМ е забрана за доаѓање кај мене во емисија. Јас прифатив да дојдам, потом ми беше, јас кога кажав дека треба да одам на емисија, што за мене беше несвојствено, затоа што, например, во ЛДП никој не ми бранил каде да одам, нити па некого сум прашувал во која емисија кај да одам, нити пак сум прашувал за политички став. Овде, бидејќи сум новајлија во партијата, нареков дека треба да кажам, идам таму и таму на интервју, па не, никако, ние партиски став е, таму не се оди на емисија и така натаму и нормално, бидејќи како млада невеста, ред е да почитувате куќниот ред таму каде што сте и така натаму. И добро, јас и по ставовите кои што ги изнесував и начинот на комуникација со јавност така натаму, гледав да се уклопам во таа средина, да не одскокнувам, да не штрчам и така натаму со манирите кои што сум ги имал во претходната партија каде што сум имал многу поголема слобода. Овде свесен за тоа, за габаритот на партијата во која што влегувам и дека нормално дека не би било добро во даден момент да нанесам било каква политичка штета. И јас се трудев тоа максимално да го почитувам.
Дали сметавте дека е тоа добро? Svejedno, не заради мене. Поштено. Генерално да се Јас мислам дека да се бойкотираат одредени медиуми или емисии. Апсолутно сметам дека војување со медиумите е погрешно. Едно е прашање дали ја вас ве почитувам, дали ми се допаѓа емисијава, дали не ми се допаѓа и така натаму, меѓутоа мора да живееме во светот на реалноста. Ако вие на една емисија имате и до 30.000 лајка, тоа значи дека некој треба да се чукне главата дека таа емисија е гледана, значи тоа народот го бара. Значи, дали вашата емисија, дали не знам на Миленко или на некој друг и така натаму, тие емисии, тие се реалност во Република Македонија. Тоа е медијскиот простор кој што апсолутно сметам дека не треба да се испушта и дека не може да се очекува да битките за наметнување кај јавноста да се добијат само со парламентот и со одржување на една пресконференција. Напротив, овде има доволно време и место да се расчистат различни ставови и по мене, секоја шанса за настап на медиум треба да се користи, а напротив сосема погрешно да се бойкотира. Да се вратам, ме интересираат уште неколку работи. Она што се случува со... И се извинувам, и затоа моите колеги беа изненадени зашто јас на оваа изборна кампања имав поддршка од одредени медиуми и така натаму, затоа што јас со нив не се карав, затоа што јас со нив не војував, туку напротив, секогаш настојам да имам пријатели. И тоа е многу битно. Не можете вие Дали се смиривте со новинарот со закачката? Па не сме се сретнале, не сме се, нема зашто да... Што се случи во тој момент? Тоа беа многу, знам дека беше момент на многу завријани, многу напнат емоции и беше многу напната ситуацијата. Вие бевте солидарен член со нив и идевте каде што стоевте во први редови, било добро или не, едната страна го перцепираше вака или така, вие бевте солидарни и меѓу похрабрите што беше напред. Сега, кои беа мотивите и така натаму, веќе е тоа расчистено, на повеќината им е јасно, ќе се расчистува и во парламентот, ќе оставиме тоа нели на комисијата, медиумите доволно го покрија. Мене ме интересира како човек. Имаше недолични зборови кажани, кои што во таква зовриена ситуација, може замислите вие кога гледате до себе човек кој го погодува камен и прска главата и блика крв. Значи, не еден се случи тоа повеќе, значи, тука зоври атмосферата многу. И кога ќе слушнете зборови кои што не се соодветни на таа ситуација, знаете, на зовриена ситуација може да се случат такви ексцесни ситуации што не смееме да си го дозволиме. Ја од сега од оваа дистанца и потоа навистина некои велеа дека, не знам, тоа било планирано, да се влегува парламент и така натаму, апсолутно таква работа не беше планирано, но во исто време сметам дека не смееше да се дозволи. Што ако се судревме со другата група која што беше од тамо симпатизери на ВМРО ДПМН, што навистина не е добро. Од оваа страна, на нашата страна беше значи Црвенковски, кој е поранешен председател на Република Македонија и така натаму. Значи сепак ние сите заедно мора да се контролираме. И она што јас во оваа ситуација би сакал да кажам и да им се заблагодарам, сепак полицајците беа многу коректни. Например, тогаш јас кога се стрчав да го удрам и тоа на 2 пати, може полицајците да ме пуштат и да направам ексцес и да завршам во притвор. Признавате дека до толку ви беше завриено дека ќе влезевте во конфликт? Да, апсолутно. Што ве предизвика? Па ви реков повеќе ситуации. Значи цело време имаше... Не конкретно он што ве предизвика. Добро, не би сакал да ги повторам зборовите, значи имаше зборови кои што од негова страна. Да. Добро. Али во секој случај такви ситуации не се добри, гледате дека може да излезат ван контрола. Сега вака од дистанца сигурно не би сакале, не би го направиле повторно исто. Па конкретно со новинарот сигурно дека не би настојувал да се воздржам, а иначе се другото не можам, кога сум во таа група не можам. Јас сум таков човек, јас не можам да седам назад. Јас еве да ви повторам. Што е тоа, каратистот во вас? Не. А сега видите кога сме тргнале во една битка сите заедно, значи јас сметам дека треба да бидеме заедно. Оно што е најбитно, јас во тој момент тргнав да одам до дома, бидејќи од 7:30 утрото бев, сакав да отидам дома, да се пресоблечам, малце да каснам и така натаму, да се истуширам и да се вратам. И веќе ја поминав градска болница, кога гледам дека поголема толпа оди, се подкачив на едно камионче да видам што се случи и тогаш ги видов главата на Црвенковски како оди он заедно со обезбедувањето напред, скокнав и наеднаш јас се најдов
пред полицајците. Значи јас се најдов прв, иако 200-300 метра бев позади сите нив. Значи, како да кажам, значи во таа работа бевме сите заедно и ето, дојдовме до таква една ситуација, една немила сцена и повторувам, значи имаше шпекулации дека тоа било планирано, да се влегува во парламент и така натаму, апсолутно тоа не беше точно. Но полицајците беа коректни. Добро, се беше у рок служба. Имаше некој пендрак и така натаму, меѓутоа не беа крвожедни, коректно треба, значи да, се беше, нити пак ние како група, освен тоа туркање и така натаму, никој од нас не се степа со полиција, значи можеше се да има друг епилог. Значи се беше во рамките на дозволеното. Од оваа дистанца, како ви изгледаат, беа ли потребни сите тие такви настапи какви што беа? Видите вака. Јас Вас натаму лично. Да. Не барам да оправдувате став Так, на не СДСМ оправдувам. и така. Вас лично. Јас сметам дека ВМРО-ДПМН направи грешка во парламентот. Најголемата грешка ја направи со новинарите. Второ, сметам дека кога јас би одлучувал, пратениците не би ги сврл надвор од парламентот, туку напротив ќе внесе обезбедување кој ќе ги блокираше да не можат да кога сакаат да излегуваат на говорницата и да ги блокираат евентуално говорниците и така да се одржаше седницата, односно да се донесат соодветните заклучоците. Насилието по мене неоправдано во парламентот. Зошто? Зашто сепак парламентот е дом на пратениците. Тоа не е ниту на полицијата, ниту на било кој. И по мене сепак председателот на собранието не се снајде најдобро во таа ситуација. Значи, мораше да се бара некое решение. Зашто, пазите, ние на ова имаме пандан исто за еден друг закон, каде што имаме потполно иста ситуација, во кој што и милијадници амандмани и каде што не се применуваат истите методи како што се применија кон опозицијата. И практично можам да кажам дека представниците на власта и ВМРО-ДПМН и ДУИ тие го дадоа примерот со законот за бранителите и амандманите што беше на законот за бранителите. Значи, тамо немавме иста ситуација да се оди на друга комисија, па да се донесат заклучоци, па да се пројде законот и така натаму и така натаму. Мислам дека представниците на ВМРО-ДПМН не се снајдоа најдобро во таа ситуација. Тоа е за парламент. Значи, во секој случај насилие никаде не е добро. Збориме искачање на улици, влегуваме, идеме напред, пририпување барикади, блокирање раскрстници, говорите на ладите и така натаму, кои, политички резултатите ги видовме какви се. Ме интересира. Сепак, сметате дека беше машка и честна борбата и немаше друга опција, или сега сметате дека би можело многу попаметно и многу политички подобро да се одигра тоа? Видите вака. Начинот. Зборам за начинот. Значи, ВМРО-ДПМН влезе во таа замка на 24-ти и ефектот од 24-ти настаните во парламентот дава некои следни 15 до 20 дена ефект во корист на опозицијата. Потоа работата во замка, добро. Да. Значи влезе во таа замка која што затоа што се претпоставуваше дека ВМРО-ДПМН ќе оди со насилие, дека нема да најде мирни средства и си влезе во... И затоа вие провоцира. Па сега, затоа провоцира... Значи, затоа се одеше на таа варијанта да се остане во парламентот до крај, да се тераат сите амандмани до крај и така натаму, и се очекуваше дека они ќе одат, дека ќе применат сила, познавајќи нивната методологија на работа. Значи, тоа беше очекувано. Проценка. Да. Значи, ВМРО влезе. Сега, уште еднаш ве прашам. Сметате ли дека политичкото делување после тоа, да, рековте, 15-20 дена после тоа е пикот, така. Значи, грешката беше што се врзаа парламентарните со локалните избори. Се претеше со бојкот на локални избори и се инсистира на парламентарни избори. Значи, тоа го даде одреден ефект и потоа требаше да се смени политиката. И она што е многу битно. Повеќе пати им реков на моите колеги да направиме анкети. Да видиме што народот мисли за тоа што го правиме. За протестите, за 24-ти и така натаму. Значи, не можеме ние да зидаме зид со око, мораме да
Да го провериме со Либела, со Висак и така натаму, а тоа е анкетите. Значи такви анкети, иако ја спонудив повеќе пати, дури реков јас ќе обезбедам средства да направиме анкети и така натаму, не се праве анкети и што мислам дека беше лошо. А моето чувство беше дека веќе мнението во јавноста се врти затоа што нормално власта гази со пропаганда, со едно друго и така натаму и дека требаше да се смени курсот, а не да се тера цело време истата линија. И како се одлучуваше или сите одлуки беа на Бранко Црвенковски? Па не, добро. Одлуките се носеа... Генералните одлуки за вакво делување, врзување на локалните избори со парламентарните избори, општото делување, она кое генералните насоки... Па не, колективно се носеа. Тие одлуки се носеа колективно. Значи, нормално, на предлог на председателот, меѓутоа одлуките се носеа колективно. Прочем, има и одлуки на централни одбори, така натаму. Но... Тие одлуки сметате, конечно се покажа тие одлуки дека не беа добри. Сметате ли дека вината во тоа е што не го почувствува пулсот на народот? Ги спомнавте тие анкети. Да. Дека тука е главната вина? На такви крупни политички потези, такви крупни ломови во државата, кај народот не може да дојдете без анкети. По мене дури анкети требаше да се прават на секој 10 дена. За да знаете точно што мисли граѓанството и да знаете каде пловите вие, дали пловите кон како да кажем, кон правата дестинација или ќе заринкате некаде. Тоа по мене беше многу лоша проценка. Кој беше, не што беше туку, кој беше причината за тврдоглавото делување во еден правец? Причината за тврдоглавото делување во еден правец, мислам дека беше одлуката да се бойкотираат изборите. Чија беше? Значи, одлуката да се бойкотираат изборите, затоа што, отприлика, договорот и најавата за бойкот на избори беше сосема друга причина зошто би требало да најавуваме бойкот на избори и така натаму, за да потоа на крај се испостави дека некој навистина сакал да ги бойкотира изборите. Практично и согласноста која што беше дадена од најтесното раководство да одиме во таа насока, беше сосема други причини, затоа што и на крај испадна дека навистина некој сака да овие избори бидат бойкотирани. Кога ви светна сијаличката дека бидејќи бойкот на изборите подолго време идеше? Сметавте дека до вие кога беше недела дена до пред они да ја прифатат одлуката, се одлучувате да излезете. Кога ви се запали сијаличката, кога свативте дека ова не е блеф? Верувавте ли дека е блеф тоа, дека сепак ќе се иде на избори или верувавте дека изборите локални ќе се одлучат? После првото доаѓање на Фуле веќе мене ми стана јасно дека ова нема да биде блеф, туку дека ќе се оди до крај на бојкот на изборите. И покрај доаѓањето на Фуле. Времето мене ми стануваше јасно дека ние нема да ги бојкотираме изборите. Односно дека ќе ги бојкотираме изборите, дека воопшто не е блеф. Добро, малку за тие денови и за тие одлуки. Па добро, значи, она што доколку се кажеше дека ќе се оди на бојкот стрикно, ќе имаше страшен притисок од членството, од симпатизерите, поготово од општините во кои што веќе имаше градоначалници. Меѓутоа, тактиката беше така поставена да постојано се доаѓа во некое ново исчекување. Еве сега се преговара со ВМРО ДПМНЕ, меѓународната заедница ги притиска, американскиот амбасадор притиска, Филе притиска и така натаму. Не го оправдуваат Груевски во неговите постапки, сега ќе попуштат, има ваква варијанта, таква варијанта и значи секој се чека нов ден каде што ќе се најде некое решение во кое што Груевски ќе попушти. И значи, членството и симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз постојано беа во исчекување дека се чека тој ден кога Груевски ќе попушти. А у суштина беше обратно. Притисокот беше врз Социјалдемократскиот сојуз и врз Бранко Црвенковски да се врати во парламентот и да не се бојкотираат изборите. Медиумите пренесоа многу драматични моменти кога вие одлучувате во сепак да не послушате, иако беше партиска наредба идеме до крај, не бојкоти на избори, вам ви стана јасно што ви кажат србите, враг однео шалу.
и одлучувате го правите тој состанок во машинно промет. Па потоа се случуваат некакви си, како што ги опиша медиумите, бркотници, под она што е шпекулацијата, што ја знам јас во јавноста, би ве замолил вие да го расчистите. Значи, ја шпекулирам и се извинувам ако кажам неточни работи, ова е само прочитано од разноразни извори. Точни, неточни, полуточни, така натаму. Во машинен промет вие одржувате состанок на кој се одлучува за тоа. Во меѓувреме Бранко Црвенковски и неговите најблиски соработници дознаваат за ова и претпоставуваат дека вие сепак ќе преземете таков чекор. Во меѓувреме вие дознавате дека се запатуваат и свесни сте дека може да дојде и до физичко насилие и се запатувате во Сити Мол, на јавно место, каде што евентуално ако и би дошло до некоја средба, дека не би можеле да се случат немили работи и така натаму кога е пред јавност. Што во суштина се случи и дали на крај имавте таа средба и што разговаравте? Да, имавме средба. Јас ќе ви кажам вака, ние имавме се координативен состанок на 12 во вторникот, каде што еден од колегите даде предлог оставките во парламентот да се депонираат, да се види сериозноста и дека 24 мора да биде казнет, а да одиме на локални избори. Тој предлог го подржав само јас. Сите останати останаа неми. На што заклучокот беше дека ќе се продолжи и наредните неколку дена со преговорите кои што ги води Андре Петров заедно со Мартин Протоѓер. 2 дена потоа, во четвртокот, на 14 има повторна средба во која што ни се соопштува дека и веќе практично од вторникот, веруете, јас око не сум склопил. Затоа што гледам во која насока оди целава оваа работа. Веќе на 14 ни се соопшти дека нема ефекти преговорите, дека дефинитивно одлучуваме да бойкотираме, дека никој нема да поднесува кандидатура, се напуштаат сите институции на системот, советници, градоначалници, ДИК и така натаму, значи членови на избирачки одбори и сето тоа. И тогаш по некаде 1,5 часовен монолог на председателот Црвенковски, значи тој е заклучокот на кој што дури се дава предлог да Каде и кога е ова? Значи тоа е во внатре во партијата, партиските простори се дава предлог дури да прославиме бойкотот и пошто јас веќе не можев да издржам и тогаш започна полемиката меѓу мене и председателот и мојата аргументација зошто ние треба да одиме на избори. Заев реагираше тогаш? Не, Заев ја подржа одлуката да се бойкотираат изборите. На мојата аргументација јас немав контраодговори од председателот зошто ние треба да одиме на избори. Не беше тоа состанок на само, туку пред сите? Не, пред сите, значи има сведоци, зошто сметам дека парламентарна криза не се разрешува со локални избори. А овде се прави таков обид. Второ, дека не е добро што си поставуваме цели кои што не може да ги исполниме и дека мене барем толку години колку што имам искуство во политиката, а доволно долго сум, во овој момент не можеме да победиме ВМРО ДПМН, но е факт дека ќе имаме многу повеќе градоначалнички места отколку што сме имале претходно и дека за оваа борба што ние имаме, дека е добро да се распоредиме како шах по линија, значи тоа се нови тврдини на отпорот за да ја продолжуваме, да ја зголемуваме логистиката за битката која што имаме со владеачката партија. Аргументацијата беше дека јас во изборна единица број 3 немав нигде градоначалник. И затоа изгубивме со најголем резултат, односно за 1200 гласа не го земавме и 9-тиот пратеник и ќе имавме исто пратеници колку што имаме изборна единица 1, 4, 3, односно 5 и така натаму. И дека не е лесно кој ќе изборна единица број 3 започнува од автокоманда и завршува во Делчево. Значи од автокоманда до Делчево никаде да немате кафе кај да се напиете. А предлогот што го дава председателот Црвенковски е да од Деве Бајр до Ќафасан да немате градоначалник, од Шар планина до Гевгелија да немате никаде градоначалник. И тоа јас сметам дека тоа е погубно за опозицијата, да немате ниту еден градоначалник, да немате никаква логистика и особено во битка каде што имате политички противник кој што е поброен, подобро организиран, финансиски подобро стои, користни институции на системот
има медиумска надмоќ и така натаму и дека тоа ќе биде катастрофа за опозицијата и дека тоа ќе трпиме долгорочни последици. И на тоа немаше одговор, никаков контрааргумент. Имаше и многу други мои аргументи, а дополнително, значи, не зборував како градоначалник на Карпуш, го зборувам, значи, од интерес на целата опозиција, а дополнително Карпуш ми представува мене лично поголем проблем затоа што ВМРО-ДПМН даде несоодветен кандидат. Значи, имам страшен притисок од граѓаните да се кандидирам. Значи, имам притисок дека не е добро да се остави општината. Од друга страна, притисок од вработените и така натаму, тоа ми создава мене дополнителни проблеми, кои што нормално дека како одговорен субјект и како жив човек дека нормално ќе реагираш. Заклучокот беше дека ќе се направи утредната пресконференција, ќе се побара 10 дена одлагање за кандидирање за изборите и повторно на еден глас ако се има повеќе и така натаму, така натаму. Утредента се излезе на прес, излезе председателот и побара изборите да бидат одложени за 28 април. И тоа беше дефинитивно јасно дека на избори не се сака да се оди. И тогаш јас свртев малку круг по мои пријатели по амбасадите, за да се дефинитивно се разуверам на која страна оди поддршката, дали кон Никола Груевски или кон председателот Црвенковски. И јасно ми беше секаде кажано дека опозицијата е осудена, зошто бойкотира локални избори и дека инсистира да се вратат во парламентот и така натаму и така натаму. И повторно јас бев во некое очекување и одлуката ја донесов дефинитивно по разговорот со градоначалникот Трајановски. Тој ме побара и тој ми соопшти тогаш дека се подготвени да дадат 10 дена одлагање. Ова зборам за саботата. 10 дена одлагање за да може да се кандидира опозицијата. Јас го соопштив тоа во партиското раководство и повторно ми беше побарано не еден глас повеќе и така натаму и тука веќе дефинитивно стана јасно дека ние не сакаме да одиме на избори и практично размислував до 19 часот и во 19 часот ја донесов одлуката не во машина промет, туку во поранешен ресторан Јана, сега не знам Капка или како се вика. Тука ја донесов одлука, тука го повикав Драгиша Милетич, разговаравме, се договоривме и од 19 часот започнав да барам одреден број на колеги кои што поима немаат дека ги викам за да бидат на листа и така натаму и таа листа ние веќе до 22:30 некаде веќе беше готова. Она што е најинтересно, кога го викнав, никој не праша на кое место ќе биде. Секој што ќе го прашав, велеш ќе му речев дали ти е битно на кое место ќе бидеш? Не, ставиме последен. Ставиме последен. Значи на сите им беше битно само листата да се направи и да се кандидирам и некаде околу 22:30 беше повикан Драгиша Милетич да се видат. Потоа и ова значи се случуваше во машинен промет и тогаш јас сватив дека евентуално може да дојде некоја група која што ќе ни ги скине листовите и така натаму да настане физичка пресметка и ја променивме локацијата. Потоа бе повикано председателот Црвенковски. Се сретнавме во Сити Молот и разговаравме нормално како цивилизирани луѓе, значи немаше ништо спектакуларно. Како реагираше он кога му рековте дека ќе се кандидирате сепак и покрај неговата одлука за бойкот? Па да, јас го прашав дали ми е лут, тој рече дека е лут, јас му реков дека 100 пати повеќе сум лут и дека сметам дека ова е неисправно и одлуката за да се бойкотират изборите дека е сосем погрешна и дека мене лично ме става во една многу непријатна ситуација. Ја бев потполно свесен дека ќе ми викаат предавник, дека мене тоа никош во живот не ми се случило и дека на овие мои 53 години треба да дојдам во таа ситуација и дека за мене тоа е една срамна ситуација, меѓутоа подготвен сум да таа срамна ситуација ја издржам. Ви се закануваш? Па добро, имаше аргументации, имаше мали закани и така натаму. Не се уплашивте? Па не. Јас на крајот му реков, јас знам дека разговарам со Бранко Црвенковски, меѓутоа и тој треба да знае дека разговара со Стевчо Екимунски и тогаш му реков јас одам, за 15 минути ќе ви се јавам. Ако одам, тоа е тоа. Ако одлучам да не одам, да знаете, ние веќе не сме заедно. Јас утре во 12 часот ќе направам пресконференција и ќе се збогувам со политиката и јас повеќе намера да одам по улици, да блокирам улици немам, затоа што кога ќе искочам на улица, кога ќе дојде некој да ме праша што правиш ти овде, еве штрајком, зошто? За власт. А она фотелја што остави во Карпуш, ти дали си
дали си доволно здрав што правиш вакви глупости, и му реков дека повеќе јас немам намера да се бавам со политика и да се глупирам со блокирање на улици и така натаму. И меѓутоа, кога се вратив, заедно со колегите одлучивме да ја поднесеме кандидатурата. Кога беше поднесена кандидатурата, се јавив, го известив и тоа беше тоа. Ќе направиме сега кратка пауза и ќе продолжиме веднаш потоа со разговорот. Продолжуваме со разговорот со градоначалникот на општина Карпош, Стефче Јакимовски. Дојдовме до моментот кога од најдобриот градоначалник прогласен за Југоисточна Европа, награда која ја добивте, титула и со која целата партија па и СДСМ се гордееше. Не би рекол дека се гордеја. Добро. Значи, верувате... Станавте предавник. Не. За таа награда ми честиташе само Зоран Заев. Дури имаше негодување во партија зашто сум направил пресконференција за наградата. И тоа беше и пресудниот момент кога одлучив дека за Скопје не се кандидирам по ниедна цена. И дека не вреди да се жртвуваш затоа што прочита во нивните очи огромна љубомора. Едноставно. Затоа што, пазите, таа награда нити сум ја нарачал, нити сум конкурирал за наградата, и наградата е добиена во конкуренција на 2000 градоначалници, функционери и така натаму. Фудбалер ќе даде гол, цел тим трча со се обратно, замислете таа награда добиеше Коце Трајновски или Ивица Коневски, како ќе ја користеше ВМРО ДПМНЕ. Колку пропаганда ќе имаше за таа награда. Сега поштено правиме мовите. Така. Мојата партија ни еден коктел не направи. И тоа е сосема легитимно. И зашто да не? Значи, тоа е навистина вредна награда, зошто да не и да не се одбележи. Ако веќе и некој надвор од Македонија забележал нечија работа и така натаму, тоа е дел од една партија. Нешто е труло. Станавте предавник преку ноќ. Да. Очекувавте дека ќе има такви квалификации на такво ниво и така дека ќе ме викат предавник, тоа очекував, меѓутоа дека ќе бидат толку прљави, дека толку жолчки се истори врз мене, не очекував, затоа што едноставно јас не отидов да се борам против Социјалдемократскиот сојуз, отидов да се борам за да не речам за своето, отидов да се борам за мојот Карпош. За граѓаните, за вработените во општина Карпош и така натаму. Значи, причината зошто отидов беше, ајде да кажам, благородна и ништо повеќе од тоа. Впрочем, ние како партии постоиме за тоа, за да излеземе на избори. Абсолютно. Каков е тој начин, ако проценувам дека изборите ќе ги изгубам, не излегувам на избори? Не може да не излезеш на избори. Ќе одиш на избори, ако изгубиш избори, си има конгрес, конгресот ќе каже дали натаму треба да водиш партијата или треба да дојде до смена на председател на раководство и така натаму. Затоа се конгресите на секои 4 години. Очекувавте ли дека СДСМ ќе излезе со кандидат за општина Карпош? Дали ви изненади изборот на Андриј Петров, во кој они очигледно положува огромни надежи? Воопшто не ме изненади, туку напротив, за мене тоа беше очекувано, дека они ќе дадат кандидат и знаев дека ќе биде или Андриј Петров или председателот на општинската организација. Имајќи во предвид дека последните 7-8 месеца Андриј Петров во континуитет ровараше во општина Карпош да се издействува варијанта во која што јас ќе го, и впрочем и председателот Цренковски на разделба, и тоа ми го соопшти, дека имал огромен притисок од генералниот секретар и подпредседателите да го ослободам Карпош. И кога го прашав како тоа мислите да го ослободам, па така да одиш да се кандидираш за Скопје, да го ослободиш Карпош. Значи тој цел време ровараше тоа да се случи, за да он повторно се врати во општина Карпош на така одработен, со резултати, со известна победа и така натаму. А да подсетам, СДСМ 2008 година во Карпош загуби со 7220 гласа разлика во корис на ВМРО ДПМНЕ. Значи, парламентарните избори ги заврши со огромна разлика во корис на ВМРО ДПМНЕ, и тоа е причината зашто Андриј Петров од градоначалник си влезе во парламентарната фотелја, иако на вработените на сите останати и ветувал дека тој, не знам, само е ставен на листата за да влече и така натаму, и се гледа колку влечел, кога толку голема разлика има направено во ВМРО ДПМНЕ. И сега доаѓаме во ситуација во која што е
апсолутно не е известна, туку сигурна победа има во Карпош и тој постојано правеше варијанта за да може тој да влезе во Карпош, а јас да одам за Скопје и според она што можеше да се очекува, битката за Скопје ќе беше многу поинтересна, многу потешка, но според моите уверувања и анкетите што ги имав, повторно веројатно по мене ќе победеше Гоце Трајновски и веројатно они на таков начин сметаат дека со мене ќе се збогуваат од мојата политичка кариера и затоа за мене беше очекувано Андре Петров да се појави како кандидат на откако Социјалдемократскиот сојуз одлучи да иде на овие локални избори. До мене имаше и некои неофицијални муавети кои стигна, сега да не ги наречам трачи или така натаму, дека се идело дотаму, дека СДСМ дури барале соработка со ВМРО ДПМН, да. Било каква форма, само вие да изгубите. Дури беа спремни, наводно биле спремни и они да изгубат, Јагнула да добие, само вие да не добиете. Така. Па на разделбата председателот Црвенковски ми рече дека ќе пукне брука, дека ќе ми победи Јагнула Куновска, дека да не се надевам затоа што вработените многу ќе помогнат, дека тие може да земат максимум 1000-1500, 2000 гласови, значи неговата прогноза беше дека јас во Карпош ќе можев само да земам 2000 гласови, јас во првиот круг земав 17300 гласови. Тој пазар што се правеше меѓу Андре Петров, не викам меѓу Социјалдемократскиот сојуз, меѓу Андре Петров и поединци од ВМРО ДПМН, од највисокото раководство на ВМРО ДПМН и обидите на Андре Петров да му ги дадат гласовите во вториот круг, беше на повеќе наврати правено, значи имаше обид од негова страна да и барање, значи луѓето кои што посредувале во таа работа, ми ја пренесува да се сретне со Мијалков, обиди да со највисокото раководство да разговара да го поддржат во вториот круг, јавување по членови на ВМРО ДПМН и така натаму. И она противуслуга која што тој ја нудел во тој момент, доколку стане градоначелник, е дека потоа ќе им даде соодветни податоци, според кои податоци тие ќе можат мене да ме уапсат. Значи, тоа е понудата, противуслугата што ја нудел Андре Петров за евентуалната поддршка за градоначелник на општина Карпош. И тогаш почна да излегуваат оние обвинувања. Прво беше Урбан Инвест со некаква тужба против вас за некакви малверзации и така натаму и така натаму. Што има од таа цела работа? Имаше ли и други вакви работи? Ја признавам, не ги следев баш најдобро сите работи во кампањата. Имаше многу преоптеретување во емисијата. Кон мене, кон моето семејство, мои блиски пријатели. Имаше се и сешто. Навистина, за мене неочекувано, најголем дел од тие навреди беа лични навреди. Се сакам отворено да кажам дека јас сум бил жесток противник на ВМРО ДПМН, меѓутоа лично никогаш луѓето не ме навредиле. Значи, сме воделе битки, некојаш биле неравноправни и така натаму и така натаму, меѓутоа со лични навреди, дисквалификации и така натаму никогаш никој не се служил. Овде беше за мене запрепастувачки. Јас во одредени моменти кога сме биле заедно, дури сум се чудел колку се за одредени работи неспособни, колку се неинвентивни, колку немат храброст, колку се плашливи и така напротив. Против мене стана и инвентивни, и креативни, и храбри, и облекува кучиња у мајци. Да. Значи тогаш ја видов целата нивна креативност. Значи против оној што тие мислат дека е послаб од нив, они ја покажуваат целата своја бес и целата своја, како да кажам, и некултура, и ароганција, и начин на политичко размислување и така натаму. Значи тие мислеа дека сум јас послаб од нив. А кога се работи за некој појак од нив, тогаш сето ова го нема. Во конкретниот случај го сметаат ВМРО ДПМН многу посилен од нив и затоа за вакви креации тие не се подготвени, не се спремни, затоа што се плашат, затоа што не е дека не биле доволно инвентивни, дека не им текнувало и така напротив, туку напротив, стравот е по мене преголем за да
вакви работи прават према членови на ВМРО-ДПМН, раководство на ВМРО-ДПМН и така натаму, но овде сметаат дека јас сум тој слабиот на кој што тие сета ова, како да кажам, тактика и методологија на негативна кампања ќе може да ја применат, меѓутоа очигледно дека погрешно се пресмета, дека напротив во мене имаат соодветен партнер за таа работа. Знаете, јас сум боксер, научен и да добива ќотек, но исто време и да удирам. Значи, за разлика од мене има политичари кои што сакат само да удираат, ако ќе ги удрат, значи во политиката мораш да знаеш да можеш и да издржиш удари и да дадеш удари. И тоа е јасно, значи моето искуство кажува дека мора се да се издржи во една кампања. Но она што е најбитно, јас не го губев курсот во оваа кампања. Боксер сте стварно? Не, каратист. Каратист. Значи, курсот ми беше да имам позитивна кампања, да кажам што ќе правам со општината и впрочем граѓаните не чекаат да дојдеме на избори затоа што ние се плукаме 4 години. Не чекаат во тие 20 дена да им кажеме што ќе правиме со општината. Ниту јас можам да го очекувам новиот мандат врз база на тоа што сум го направил претходно. За тоа сум добил мандат 2009 година. За тоа што натаму ќе правам, граѓаните сега треба да ме гласат и мислам дека таквата позитивна кампања многу им се допадна на граѓаните, затоа што јас на секој мој собир, на секој мој митинг имаше кутија во кој што граѓаните се кажува што најмногу им се допаѓа од мојата кампања. И верувајте, во 90% случаите беше дека не навредувам никого, не плукам, дека имам позитивна кампања, дека кажувам што ќе правам, дека имам проекти и така натаму. Народот пред се не сака дрско, сака култура. Да. Или пак Карпош не е таква општина која што не верувам дека Карпош не се дојде ни од Марс. Тоа е нашиот македонски народ. Сакам да конкретизирам. Во секој случај победи граѓански концепт. Да. Овдека граѓаните на Карпош покажа дека сакаат да гласаат за личност, а не за партија. Граѓански концепт затоа што имав, значи, председателот на општинската организација на Либерално-демократската партија беше со број 3. Носител ми беше член на Социјалдемократскиот сојуз. Значи на листа имав од Либерална партија. На листата имав членови од ДУИ. Имав албанци на листата. Имав власи, имав срби. Значи тоа беше навистина граѓански концепт. И она што е за мене многу интересно, покрај предвидувањата на председателот Црненковски дека повеќе од 2000 гласа нема да земам, беше исто така опаската дека јас немам поима од политика и дека поима немам што сум направил за тоа што на листата на Српска напредна странка сум ставил албанец и дека не сум свесен што ќе ми се случи наредните денови. И видите што се случи. Напротив, тој господин албанец од Нерези на секој наш митинг кога тој зборуваше и кога се обраќаше на албански, тој имаше овации. Најголеми симпатии од сите граѓани имаше токму тој човек. Значи тоа е убавина што се јави во оваа кампања и значи се види дека прво Нерези и албанци и македонци беа сплотени како никогаш досега во поддршка на овој концепт. За вас. И граѓанството на Карпош исто така, затоа што за да ја донесат таа одлука ние седнавме со луѓето од Нерези со албанци и ми објаснија ситуацијата и рекоа да. Што беше главното што им го ветивте и што мислам немаше никакво посебно ветување. Напротив, коректниот однос и досега со нив, резултатите што сме ги имале, поддршката они го препознаваат. Вработувања за албанци исто така во општинската администрација покрај други, коректниот однос со сите нив, помошта што сме ја давале. Мораше ли да идете со партија? Зошто отидовте со Српската напредна странка? Тоа е добро прашање, затоа што пријавување како независен кандидат може до 9 февруари. Јас дисциплинирано го издржав тој период, не сакав да давам никаков знак, начувајќи се, ајде со некој делче од мозокот дека можеби ќе се случи чудо. Знаете, како кога се надевате. Некој има во семејството тешко болен човек и очекува дека ќе случи најлошо, но има некоја надеж дека можеби чудо ќе се случи. Јас така си викав, белким ќе се случи чудо и значи издржав до крај да не се кандидирам како независен. Ако се кандидирав како независен, јас гарантирам дека ќе имав најмалку уште 2 советника и дека веројатно во прв круг ќе однесе победа. Сепак,
како Српска напредна странка имаше граѓани кои што постои одредена бариера, башка згора на тоа негативната кампања што ја имаше Социјалдемократскиот сојуз од тоа дека сум четник, дека сум не знам шајкача, дека сум шешељи и така натаму, секако кај одредени луѓе дека се имаше своје влијание, но она што ме зачудува навредите кои што се изрекува врз српскиот народ, врз србите во Република Македонија од партија која што ја раководи поранешен председател на Република Македонија. За мене тоа е апсолутно недозволиво. Зошто оваа партија? Зошто не либерална? Ја не ве осудувам, ве прашувам, ме интересира. Зошто не некоја друга партија? Сакам да бидам коректен. Добро. И господинот Стојан Андов и Иво Величковски исто така неколку дена пред тоа побараа средба со мене и ми рекоа дека ќе биде штета ако не се кандидирам на овие локални избори. Особено од господинот Андов, тој ми рече ти имаш политичка иднина и дека ова не е добро не само за тебе, туку за целата опозиција што се прави да не се оди на избори, ова ќе биде погубно. А ако ти одлучиш да одиш на овие избори, ние сме подготвени да те поддржиме. Значи имаше варијанта и со либералната партија. Сепак таа партија малку поголема и погломазна и тие бара од мене да донесам порано одлука. Значи таа одлука ја бара да ја донесам во 12 часот на 16. Јас се уште чекав, сметајќи дека сепак некој чудо ќе се случи и на крај, значи, последниот разговор беше со Српска напредна странка. И да идеме на поинтересните прашања. Поинтересни прашања од интерес на граѓаните на општина Карпош. Значи, прашања, позитивни, негативни констатации и прашања, она што веќе ја го исперцепирав, па веќе наскоро ќе ги отвориме подоцна и телефоните, прашањата кои стигнаа на Facebook во врска со општината. Што е она што е предизвик? Општина Карпош е урбанизирана. Таа може да се каже дека е една од најстокмените населби. Многу работа тука нема. Така вие мислите? Да, така, тоа е една општа перцепција. Значи, која зборам неурбанизирана, дека помалку или повеќе инфраструктурните проблеми ги немате, можете повеќе да се занимавате со шминка. Но тоа е моја констатација. Која е ваша? Дали знаете дека кога ќе одите по булеварот Теодосиј Гологранов, веднаш штом ќе ја пројдете Алумина од левата страна, тие тука кои најголем дел се субстандард, тие немаат фекална канализација, имаат септички јами. Тоа сметате дека е урбанизирана општина? Не. А зошто до сега не е? Затоа што куќите се во пат, густо населени се, тамо проаѓа улицата Јури Гагарин и така натаму, значи има и технички проблеми, урбанистички проблеми и така натаму. Делови на Нерези првпат сега добија фекална канализација. Бардовци, например, имам уште улици кои што се гази по калк, не се асфалтирани. Овој мандат јас, односно ние како општинско раководство, изградивме 15 километри фекални атмосферски канализации и водоводи. Значи 15 километри. Некаде над 60 километри улици. Тоа значи дека не била општината средена. И се има впечаток дека таа е подобра средена во однос на други општини, меѓутоа да речем има делови каде што фекалната со атмосферската канализација се меша. На секој пора им се враќа на луѓето фекалите во подрумите, во куќите, во становите. Или, например, и Тафталиџ 1, и Тафталиџ 2, и Козле, и Влае, тоа биле бараки кои што биле од 35 квадрата па до 90 квадрата бараки. Тие што биле 90 квадрата бараки сега има по 700-800 квадрата куќи. Фекалната канализација е измеѓу бараките во средина, често се запушува, не може да реагираат, не дозволуваат луѓето низ дворови да им се копи и така натаму. Таа канализација мора да ја префрлите на улица. Значи, секоја планина си има своја тежина. Не е во ред ние да ги оставиме луѓето да се дават во фекали и така натаму. Значи, а од друга страна па граѓаните си бараат подобар и подобар стандард. Например, за овие 4 години јас имам поставено 750 повеќе сијалични места од претходно. Покрај тоа што сме менували сијалици, сме ставале нови, поштедливи, значи нови 750 сијалични места. Значи граѓаните сега си бараат, не знам, сака на паркингот, па сака пролазот, не е доволно само улиците и така натаму. Значи се нови барања има. Например, оној дел што е над Жданец, исто така, тоа е нова населба која што треба да се развива, нема ни фекална, ни атмосферска канализација, нема ни водоснабдување. Дали знаете дека
средно нерези луѓето по 6 месеца бойлер не може да запалат. Високите зони на Козле ще треба да се прави водовод кој што ќе чини некаде околу 2 милиони евра. Значи се си има таа општина се уште своји крупни проблеми. Значи тоа се по вас најголемите предизвици кои ги имате во општината? Не се тоа најголемите предизвици, тоа се инфраструктурни проблеми. Така? Најголем предизвик за мене е гасификацијата. Ако ја направиме гасификацијата за овие 4 години, ние ќе завршиме огромна работа која што драстично ќе влие врз стандардот на граѓаните, врз семејниот буџет, врз трошоците што се прават за грејење. Постои ли конкретен план што треба да направите? Да, гасот е стигнал до Карпош. Имаме веќе 2 мерно-регулациони станици, од кои што ние треба да се поврзанеме, формирано е јавното предпријатие, избрано раководство, сега подготвуваме проекти и ќе побараме лиценци за да можеме натаму да работиме со предпријатието. Тоа значи гасификација, тоа значи објекти, големи објекти, не знам, Сити Мол, војна болница, не знам, базенот, тие ли ќе се гасифицираат? Големите објекти, или граѓаните во секој стан да добијат? Граѓаните во секој стан, значи грејењето да го добие на газ и бойлерите да бидат на газ, да не троши електрична енергија, туку на газ да бидат и овакво печките и така натаму. Тоа значи дека за најмалку за 50% ќе паднат трошоците за отоплување за електрична енергија. Колку е реално ова? Еве искрено, затоа што ја не можам да сватам како би изгледал. Проблем беше, не знам, кабелска телевизија кога со години кога протнуваа кабли по станови, а не па цевки за гасификација. Веќе се направи кабелската телевизија, веќе завршена работа. Исто 10 години траеше. Па добро, камо за гасификација. Ако самите ја правиме со сопствени средства, ќе иде малку поспоро и немаме намера да наплаќаме од граѓаните за приклучоци. Ако одиме со приватно јавно партнерство, тоа и да речеме повторно не се наплаќа од граѓаните, туку во експлоатацијата тие средства да се потоа да се алиментираат, тоа ќе одиме многу побрзо. И мислам дека реално најголемиот дел од Карпуш за 4 години може да биде гасифициран. Затоа што гасот веќе ние овде на булеварот до студентскиот дом Гоце Делчев. Значи Козле многу брзо ќе се гасифицира. Тафталиџ 1, Тафталиџ 2, Карпуш 3, Карпуш 4, значи тие се многу близко до... Предпоставам тоа ќе иде и до топланите, кои онака... До топланата е веќе доедена. Она веќе го користи? Доедена, значи веќе ГУЦ, градежен училишен центар е гасифициран. Значи од тука треба да оди трасата покрај Александар Палас, треба да излезе на улица Словенечка и автоматски да се заокружи гасоводниот прстен околу Скопје и потоа да се прави дистрибутивната мрежа внатре. Впрочем, ова и иднината на градот. Сакате да направиме уште една пауза? Гледам малце проблем со гласните жици. Добро. Она што сакам да го потенцирам е една негативна работа, која негативна заради дел од реакциите. Наш заеднички пријател, кој 3 генерации, вие донесовте за што се работи? За одлуката да жител кој не за оној кој не е жител на општина Карпош, неговите деца да не можат да се запишат во градинка и во училиште. Тоа предизвика негодување кај дел од граѓаните, одобрување, но се случуваше кај некој на пример што он учел, сопругата учела, едното дете учи, сега второто дете не може да учи. Мака се да рачистиме. Училиштата се општински, значи не се државни. Второ, кога училиштата ќе биде блокирана сметката, средствата се елементираат од буџетот на општината. Трето, вложивме повеќе од 5 милиона евра во реконструкција на училиштата, што е се од буџетот на граѓаните на општина Карпош. Следното, наша цел е да во оделенијата имаме отприлика од 25 до 28 деца, значи да се намали бројот на децата, да се подигне квалитетот на наставата, да имаме подобра концентрација, поголема дисциплина, помалку оштетување на материјалните средства и онаа наша заложба од изборната кампања да учениците во Карпош имаат бесплатен оброк и имаат бесплатна екскурзија. Ние не може тоа да го правиме за жители од други општини. Следната многу битна работа е што тие што ги носат децата од други општини наутро е неподносливо да се живее покрај
училиштата во општина Карпуш. Малце Може да мислите вака сега. Основното училиште Димо Хаджидимов во Влае минатата година од 1250 ученици 730 се од други општини. 730. Училиштето учи во 2 смени. Секој оделение над 30 деца. Значи буквално се тискаат. Имаме делови од училиштето кои што се во лоша состојба, иако главниот дел од училиштето го реновиравме, сега па таму во тие делови не сака никој да учи. Значи, ако не оди училиштето во 2 смени, ние ќе работиме во 1 смена, ќе штедиме грејење од 1 смена. Не, продолжи. Значи, ќе можеме повеќе да издвојуваме за учениците. Натаму, ние даваме стипендии за учениците. Ние кој ќе конкурира ученик од едно училиште, ние не може да кажеме, чекај ти не си жител на Карпуш. Значи, ние даваме стипендии за ученици кои освоиле прво и второ место на надпревари, било да е во спорт или во образование и така натаму. И затоа одлучуваме, затоа што имаме други многу битни планови со училиштата, одлучуваме да таа реализација почитуваме. Или ќе кажам друга работа. Сега многу луѓе ми се јавуваат, не можат своето дете да го запишат во градинка, во јасли, затоа што нема место. Еве да ве прочитам. Во јаслите има. Еве таман да ја фатите за мајски цвет. Таму го постише ово прашање. Од каде идејата сите деца да одат во градинка во општина Карпуш со адреса на живење на друга општина, да можат да се испишат од истите. Значи, сега според тврдењето на ова гледачка што го постави прашањето. Не, точно тоа е шпекулација. Дали е точно дека е донесен закон? Не. Значи, за реорганизација на општините. Да, донесено е за реорганизација, ние не примаме, ќе ви кажам зошто. Значи, немаме место во градинките каде да ги сместиме нашите деца. И сега вие ако живеете во општина Карпуш и вашата сопруга треба да тргне на работа и вие го носите во градинката која што е, а имаме одлична мрежа на градинки, например живеете во Карпуш 3 и одите во градинката во Карпуш 3 и кажат нема место во јасли. Затоа што 30 креветчиња има, 30 деца може да спијат, не може повеќе од тоа. И кој ќе констатирате дека 10 или 12 деца има од друга општина, вие како граѓанин нормално дека доаѓате и реагирате кај мене како вие како градоначалник примате деца од други општини, а нема место за моето дете. И тоа ни се случува во континуитет. Значи, ние сме донели одлука и од минатата година се почитува, тоа важи и за градинките. Ние не примаме деца од други општини затоа што нема доволно легла, особено ни е проблем со дечите јасли. Каде што нема доволно кревети за децата, за да можат да бидат сместени и да бидат третирани на соодветен начин. Ни се случува на 30 кусор деца да имаме една воспитувачка, една негователка. И кога едната е на боледување, може да мислите 30 кусор деца, а една особа. Колку пати децата треба да бидат преповиткани? Колку пати треба да бидат измиени? Треба ли да бидат наранети? Треба ли да бидат пресоблечени? Треба ли да бидат... Може ли тоа еден човек да го направи? Добро. Значи, за квалитетот на чувањето на децата во градинките, јас како градоначалник сум должен да се грижам за дечињата од нашата општина. Сега сме ние должни да направиме уште еден блок за реклами, па да го продолжиме разговорот. Ќе ги замолам гледачите, ако може да поставуваат прашања на Facebook, каде што е најавата за гостувањето на градоначалникот, бидејќи со телефоните не можеме повеќе од неколку јавувања, знаете и сами дека побрзо ќе оди вака, но секој случај ќе ги отвориме и телефоните. Значи, поставување прашања до градоначалникот кои се однесуваат за општина Карпуш, конкретно за општинските проблеми кои граѓаните ги имаат. Не би терал во политика, политичките прашања, јас ги поставив, јас ги одговорив, вам ви оставило она што вие си го имате како проблем или како барање до градоначалникот. Одиме со реклами. Телефоните се отворени за јавување. Рековте дека бесплатни градинките за жителите на општина Карпуш. Да, од 2014 година. Значи, бесплатни ќе бидат градинките за децата од општина Карпуш. Ке може ли општината да го поднесе тој? Да, ке може, затоа што одиме на реновирање на училиштата, на градинките. Најголем дел од градинките ќе бидат или гасифицирани, или со термални пумпи ќе се греат. Значи, таа заштеда ќе ја вложиме во исхраната на учениците. Негде околу 3 милиона денари
месечно е да би има децата бесплатни градинки. Значи тоа е некаде околу 36 милиона годишно. Значи тоа може да го поднесе општината Карпош. Во однос на политиката на запишување исклучиво во градинките и во училиштата исклучиво на жители од општина Карпош, дали истото важи и за градинката ИПС Карш и Лептокарија во врска со запишување? Не, таа е приватна градинка и таму може да се запишуваат деца од било кој дел од Скопје, со тоа што граѓаните на општина Карпош има некаде скоро 40% поевтина цена во однос на другите. Таа е приватна. Значи ние сме изградиле и сме ја дале да има приватен оператор, со тоа што граѓаните на Карпош имаат скоро 40% поевтина цена во однос на другите граѓани кои што ги носат своите деца во таа. Но политиката кој ќе запишува и од каде, тоа е со таа е приватна градинка, таму може од било каде да се запише. Одиме со првото телефонско јавување. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете, во програма. На телефон Љупчо Сејам од општина Илинден. Го поздравам господина од Стевче, му честитам мандат за градоначалник. Добро. И да го прашам само нешто, дали планира да уложи повеќе средства во спортот во Карпош? Треба да има повеќе екипи во прва лига од Карпош. Не слушам. Конкретно во фудбал, во некои други спортови. Повтори го уште еднаш прашањето, не те слушам. Дали ќе вложува повеќе средства во спортот? Да. Добро. Можете ли како општина Па ние сме општина која што веројатно најмногу вложуваме средства. Овој годишниот буџет е некаде околу 370.000 евра за спорт. Карпош Соколи веќе се пласира влегува во првата кошаркарска лига. Одбокарскиот клуб Вардар во недела се бори за купот на Македонија. Значи имаме училишна лига во фудбал, во кошарка и во одбојка за девојчине, училишна лига во шах, сега војдуваме пинг-понг, други клубови поддржуваме и не постои спортист од Карпош кој што побарал средства за настап, меѓународен настап, а не му било доделено средства од општината Карпош. Дупот во Нерези, црква во Пантелеймон и дали ќе има уредување на кеот на Вардар како што е во Влае? Дупот во Нерези? Дупот во Нерези е направен од општината, усвоен од општината и се чека на одобрување во Министерството за транспорт и врски. Црква во Пантелеймон? Па Пантелеймон има црква. Црква Пантелеймон. Има две цркви на кај манастирот. Една е манастирот Пантелеймон, другата е црква Свети Илија. Планирате ли црква во општина Карпош? Да, едната е во Влае, значи сега кај што се прави плоштадот кај Порта Влае, втората е на аголот меѓу Љубљанска и Илинденска, значи меѓу Карпош 4 и Карпош 3, и третата е во Козле спроти Алумина, кај споменикот на Кузма Сивовски Питу. Кај беше паркирањето за прашањето за паркирање кај Министерство за економија. За економија. Да. Така. Тој проблем е вештачки направен од граѓаните на општина Центар, затоа што општина Центар наплаќа паркирање и сите оние кои што имаат второ и трето возило во семејство, бидејќи многу скапо се наплаќа, тие ги префрлаат возилата на територија на општина Карпош, особено овој дел после Министерството за економија. Самото завршување на изборите, значи изборите завршуваат тогаш кога ДИК ќе каже дека изборите се завршени, распишуваме тендер и ќе бидат набавени столпчиња кои што ќе излегуваат од асфалтот и ќе има секој граѓанин кој што живее во тој дел од општината, ќе си има електрички управувач за да може да го паркира своето возило така да граѓаните од други општини нема да може да го паркира. Се спушта. Да, се крева и се спушта. Тоа не профункционира у Центар баш. Го направија Пуздар. Па на она уличката кај... Да. Добро, сега ако го прават Пуздер ќе го поправаме, ако пак го прават Пуздер, тоа ќе ставиме и обезбедување, али како да ви кажам, животот на граѓаните не сме да биде загрозен. Во овој случај е загрозен од жителите на Центар. Значи имаме неколку такви места. Војна болница како резултат на наплата на паркирањето во Војна болница, значи жителите Карпош 3 кои што живеат сега луѓето што доаѓаат од надвор не ги паркираат возилата на паркингот, туку ги бутаат покрај зградите по уличките и Центарот за странски јазици. Исто бидејќи во ПУИК, вработените што работат во ПУИК, своите возила ги остават на територија на општина Карпош, а работат во општина Центар бидејќи таму се наплатува. Дали сега треба да ги отпишеме децата од градинка како што ни најавија? Не, тоа е лага. Ние работиме во општина Карпош и детето не оди во градинка веќе 2 години. Сега бара да го отпишеме до јуни. Не, тоа е лага.
Значи деца што се веќе запишани? Значи деца што се веќе запишани, значи не ги отпишуваме, тоа е лага, меѓутоа упис на нови деца од други општини нема да може во општина Карпош да бидат запишани. А оние Значи, што тоа е работат во општина Карпошеве, без работи разлика, мајка, ако вика близко ми доаѓа од е. Ѓорче Петров, значи во Ѓорче Петров има градинка, ќе го остави, ќе дојде во општина Карпош. Зошто треба да го носи детето до општина Карпош? Добро. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало. Повелете во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете, Добро поставете Добро прашање. вечер. Го поздравувам Стефче, му честитам на победата и сакам да поставам едно прашање. Ние се наоѓаме на Рузвелтова од другата страна во општина Центар. Меѓутоа, сега треба детето наше прваче да го носиме во Песталоци, а тука ние поблиску. Нема ли никакво отстапување, а во улицата сите деца учат во ова школата 29 што беше. Жежо Костен ќе ви биде ова. Благодарам нема- за јавувањето. Чернодрински. Вам ви е блиску, меѓутоа вашето дете секојдневно треба да преоѓа. Тоа е магистрална улица Рузвелтова, што е опасно за вашето дете, а воздушна линија околу 500 метра му се наоѓа училиштето Песталоци, така да не е никако проблем детето да биде запишано во Песталоци. Проширување на Ацо Шопов. Таа е градска улица, значи таа е магистрална улица. Днес тоа е, значи, понезе се сега откако се направи заобиколницата во ред, значи магистралниот сообраќај се одвива по заобиколницата, меѓутоа таа е улица која што е на градот Скопје и проширувањето треба да го направи градот Скопје и дел треба да се санира. Улица Струшка во Козле. Струшка во Козле, таа ни е веќе тендери име распишено, треба некои огради да срушиме, да прошириме паркинзи, да ги промениме, да го промениме уличното осветлување, интернет врски да поставиме црева за електрична енергија и да асфалтираме. Мокра и Кораб, кои што се паралелни со нив ги асфалтиравме, Јури Гагарин е асфалтирана, Козле е асфалтирана, остана само на тој дел уште улица Струшка, ќе биде завршена до јуни месец и таа ќе биде завршена. Одиме со следното јавување. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало, Добро вечер, повелете во програма сте. добро вечер. Го поздравувам градоначалникот Стефче Јакимовски. Сакам да изразам големо задоволство што е повторно градоначалник на општина Карпуш. Посебно го почитувам. Праведен потег што не прифати да биде кандидат за градоначалник на град Скопје, бидејќи ќе беше сигурен губитник. Верувам во неговите способности. Добро, што е прашањето? Сакам да поставам едно прашање. Зошто само во таа приватна градинка општината партиципира, кога во општината има други приватни градинки? Која е причината да таа биде приближувана? Ви благодарам. Благодарам. Зошто само во таа приватна градинка партиципира општината? Зошто не и во други? Па, ова беше вак сега. Значи, тоа беше проект заедно со француската амбасада, за која што, и ако се сеќавате, камен темелник стававме заедно со францускиот амбасадор, и таа требаше да биде француска градинка. Истата француската влада требаше да обезбеди некаде околу 75.000 евра за опремување на градинката. Меѓутоа, за мен од непознати причини, потоа француската амбасада се откажа и тогаш ни одлучивме градинката да биде приватна, да биде повеќе национална, да се образованието таму да биде на англиски, на француски и на германски, значи децата учат на 3 јазика, и таа е приватна градинка. Луѓето, значи господите кои што управуваат со таа градинка плаќаат кирија на општина Карпош, со тоа што општина Карпош има бенефит за своите жители, затоа што скоро 40% цената е поевтина во однос на сите други граѓани кои што ги носат децата во таа приватна градинка, која што, како што реков, значи се учи на еден од овие 3 странски јазици. Дали има во план да го обнови детското игралиште во Жданец, Лулешки од пред 20 години, фонтана за вода нема, рефлекторите се гасат во 22, сите околни населби игралиштата светат до 1 пополни. Башка се раштелувани, им светат во небо или на страна, смета на комшиите до игралиштето. Ве молам за одговор. Граѓаните се во право. Овој мандат многу посветивме внимание на улици, тротоари, на училиштата и така натаму, и малку детските игралишта ги подзапоставиме. Во фаза се, значи, реконструираме дечји игралишта, меѓутоа сакам да знаете, почитувани граѓани, дека ние ќе го реконструираме дечјото игралиште, меѓутоа тинеџерите
во раните утрински часови, обично во рок од 15 дена ни ги демолираат. Така да тие демолираат, ние мора да правиме. Би било добро да, кога би можело и граѓаните, значи кои што живеат околу тие игралишта малку да, како да кажам, да се самоорганизираат, да сепак тие дечи игралишта бидат за дечиња до некои 7-8 години, затоа што кога на една љуѓашка ќе земе да ја користи момче со тежина од 90 на килограми, секако дека таа... Како мене. Или како мене, секако дека таа нема да може долго да издржи. Што се однесува до рефлекторите, до 10 часот работат затоа што зимно време, а во лето работат до 12 часот. Точно дека имаме некаде раштеловани, значи сега се набавуваат нови тајмери. За жал, многу граѓани кога сакаат подолго да си останат да играат, ги отвараат торбарите и ги штелуваат сами како што сакаат и тоа е причината зашто тие тајмери ни откажуваат. Иначе таа електроника си функционира, се знае, зимно време е до 22 часот, а летно време е до 24 часот. Има доста уште конкретни прашања и јавувања. Се работи за едно што гледам многу се повторува. Ќе ви биде многу жежок костен. Иако е донесено за ваква регионализација, во другите општини се уште не се спроведува. Зошто одлучивте оваа мерка, која гледате дека предизвикува големи бранувања во јавноста, за запишување на незапишување деца од други општини, сметате ли дека е се уште созреано време? Не ли требаше некако малце ќе го ревидирате ли тој став и така натаму, бидејќи многу има реакции. Особено велам им се случувало. Да, вие рековте дека оние што се сега запишани ќе си довршат, така? Но, еве, братчето учи, сестрата не може да се запише, а родителите се... Зелета, ама ние имаме граѓани кои што имаат и по 5 и по 7 деца, ќе чекаме сите 7 деца да се изредат. Значи, има решение. Значи, Скопје горе-долу има одлична мрежа на училишта. И не знам зошто некои граѓани од своји предрасуди децата одлучуваат да учат на територија на друга општина. Или пак од не знам кои предрасуди одлучуваат да го возат детето до тоа училиште. Јас преска не успев да ја довршам тезата. Страшно е да се живее покрај училиштата. Може да замислите улицата на Јана Москоменски училиштето, улица Варшавска, наутро од други делови на Карпуш и на Скопје, кога ги носат децата. Од една страна е, значи, Јана Москоменски, до него е веднаш Јакија Кемал, ги носат исто децата со приватни возила, а на другата на улица Прашка, па ги носат децата во Нова. И тие 40 минути, значи, улицата е буквално блокирана. Невозможно да се живее. Може да замислите вие во Димо Хаџидимов во Влае, 700 деца, 700 коли треба да застанат да ги остават децата и попладне да ги земат, да си ги однесат дома. Како живеат тие граѓани околу училиштата? Значи, тие децата не доаѓаат пеш. Значи, тие деца од други општини доаѓаат со возило. Значи, не сознаваат покрај овие проблеми што рековме дека сакаме да имаме поквалитетна настава, помалку деца во класовите, дека сакаме бесплатни ужинки, бесплатни екскурзии и така натаму, да има поголема дисциплина, поголема концентрација. Значи, трошиме општински средства за реконструкција на училиштата. Ние имаме 5,5 милиона евра потрошено за реконструкција на училиштата, а таа не е наша обврска, таа е обврска на владата на Република Македонија. И тековното инвестиционото одржување. Значи, ако трошиме наши средства, имаме право тие наши средства да ги плодоживаат жителите на општина Карпуш. Одиме со следното јавување. И ова досега ни дава извонредни резултати. Значи, во некои училишта се намали бројот на учениците и имаме поголем квалитет, поголема дисциплина, помалку оштетување на материјалните средства и тоа е за нас многу битно. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете. Боже од Прилеп. Имам две прашања до господино Стефче Јакиновски. Добро. Дали ќе биде искрен да кажи 15 минути со Бранко кога излезе и замина ја предаде нашата партија? Добро. Ја ви благодарам, ама... Оставете. Добро, ајде, окей, доискажете се. И кога плукаше по Сител телевизија, сакам да биде искрен и да каже.
поздрав од Пилеп. Добро. Благодарам за јавувањето, иако јас сакав сепак кога е градоначалник да им помогнам на граѓаните на општина Карпош. Не можам да му одговорам на господинот. Затоа што ја ги поставив тие партијата ја прашања. предаде- Се извинувам, Да. господин Јакимовски. Се извинувам што ќе ви оставам збор. Политичките разговори, Да, рековте прашања, да се заврши. јас ги поставив. И мислам дека ги поставив сите можни легитимни прашања. Така. Што дадовте одговор, дадовте. Што не дадовте, не е ова електрична столица на сила да ве терам. Може ќе чувате нешто за мемуари. Нели? Но прашањата се пред се ова. Иако разбирам дека е легитимно, но би ги замолил граѓаните, нели, да бидат солидарни. Оти ќе го викнам градоначалникот од Прилеп, па ќе сакате да се јавите конкретно за некоја ваша улица, се замислите, се јави некој од Скопје, па му дрви за политика или слично. Се шегувам, не, во рете што се јавувате, вие повелете, сакате одговорите, сакате не, иако мене ми одговорите. Жално е што членовите на Социјалдемократскиот сојуз не си го барат виновникот за ваков катастрофален пораз на изборите, туку и натаму виновник за конкретната ситуација ми е Стефче Јакимовски. Предавник на овие избори е раководството на Социјалдемократскиот сојуз, кое што не само Социјалдемократскиот сојуз, туку целата коалиција донесе до амбис. Значи ги однесе неподготвени на избори, затоа се случија вака лоши резултати, иако опозицијата можеше да постигне многу подобри резултати. И сметам дека предавството е во тоа што Социјалдемократскиот сојуз постои како партија да излезе на избори, а не да бега од избори. И ниту јас, ниту моите колеги од Карпош немаме намера известна победа да му ја поклониме некого на тацна, само затоа што така сакал Бранко Црвенковски, нека извини, Бранко си е Бранко, ама јас сум си јас. Исто така, јас имам 53 години, носам одлуки кои што за мене се исправни. Фактите покажаат дека јас сум бил во право, а дека Бранко Црвенковски, неговото раководство не било во право и дека тие, ако имат малку доблеси, треба за конкретната ситуација и да се извинат и да си сносат политичка одговорност за штетата која е нанесува на целиот опозиционен брод. Рековте дека, прашањето значи иде дека веќе запишани деца, градоначалникот рече дека нема да се отпишуваат. Не. А децата од Димо Хаџидимов од прво оделение ни е речено дека треба да се отпишат до 10 јуни, односно на 10 јуни ќе бидат отпишани. Јанко, те молам да одговори градоначалникот. Што во вакви случаи ако има вакви појави? Ама вак сега да ви кажам, само пијани луѓе една иста работа ја зборуваат по 100 пати. Значи, господинот многу добро знае дека минатата година бев замолен од страна на министерот за образование да ги примиме тие 30 на деца од Хром, со тоа што нивните родители си подпишаа изјави заверени на нотар дека доколку министерството во рок од една година не им направи училиште, кое што е предвидено според генералниот план во населбата Хром, дека тие следната година ќе ги отпишат тие деца. И не знам што е тука нејасно и зашто треба повторно да поставуваме прашање. Ја не го знаев ова дека има тоа. Значи изјави тие заверени на 30 нотар, од Хром што учат во училиште значи, треба сега да се примивме некаде на 10 септември на инсистирање на Значи, министерот за образование. И сега ќе мора да се отпишат постигнавме конкретно. договор заедно со министерот за образование и градоначалникот на Ѓорче Петров и тие си дадоа ветување дека ќе си направат училиште во рок оваа година ќе имат училиште и доколку нема училиште дека овие граѓани своите деца на 10 јуни ќе ги отпишат од Димо Хаџидимов. Проблем е што Што некој не си ја завршил работата. Не, тоа во ред. Зборам сега веќе кога имаме ситуација на терен. Трауматско е за деца селење од една средина во друга. Многу е трауматско. Трауматско е за родител, што е, ајде, по-нормално, ама за дете веќе запишано, стекнало. Јанко, јас се извинувам, граѓаните на Ѓорче Петров по трет пат го бираат истиот градоначалник. А училиште барат од мене од Карпуш. За тоа е смешно. Океј, тоа е вашето нема логика. објаснување. Добро. Значи, истиот градоначалник го бираат по трет пат, а училиште барат од мене. И барат јас да им ги решам нивните проблеми. Нема логика. А по генерален урбанички план постои училиште во населбата Хром. Во Карпош 1, констатацијата на господинот Жарко е дека Карпош 1 е потполно заборавен. Апсолутно не е точно, затоа што во Карпош 1 имаме големи средства вложени, останати се само
паркинзи пред неколку гаражи да бидат реконструирани, неколку улици, тоа е улицата Иван Аговски која што е реконструирана во мојот прв мандат, значи не е, имаме ние улици во Карпуш кои што 50 години не се, 64-та како се изградени, па дури сега вршиме нивна реконструкција, нити се крпени во овој временски период и така натаму. Училиштето Христијан Тодоровски Карпуш начинеше преку 400.000 евра. Игралиштето Сокол, трибините што се направени на ова игралиште, значи тротоари, рабници, паркинзи што се правени, променено улично осветлување и така натаму. Значи, апсолутно не е точна констатацијата на господин Джарко. Одиме со следното јавно. И веројатно не живее во Карпуш 1. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, поставете прашање. Поздрав до градоначалникот и до вас, Јанко. Благодарам. Еве сега, на жешкава тема со градинките и училиштата. Ќе ви кажам лично искуство. Значи, моето дете се уште е запишано во градинка, во лептокарија, во градинката Орце Николов. Таму го запишавме, затоа што од Ѓорче, таа беше првата градинка каде што воопшто имаше место. Пред 6 години, по таа градинка, моето дете, како бебенце во јасли, беше единствено дете. Значи, единствено едно. Другите, дали ги чувале по дома, дали подосна се родија, како беше случајот. Значи, моето дете беше единствено бебенце во цела градинка. Дали е можно, господинот Стефче, да размисли за некој компромис? Значи, еве, јас кажам дека сум граѓанин на Ѓорче, сум го гласал Сокол 6 пати, 8 пати, не знам што, тоа не е битно. Или не сум го гласал. Не навлегуваме тоа. Некој го гласал, некој не го гласал. Се, тој што го гласал Сокол има помали права, овој што не го гласал е казан. Океј, значи прашањето вие дали постои можност Не, друго сакам да прашам. Кажете конкретно, немаме време бидејќи се извинувам. Еве, значи капацитетот на школото е појасно и желбата негова е јасно дека сака да се намали. Добро, без констатациите, конкретно што сакате да прашате? Конкретно, ако градоначалникот зацртал до 28 да има по паралелка, да биде така и така. Значи, а доколку има 15 деца, нели е греота некој на кому му е поблиску да го запише да биде 16-то детето, отколку да се тера и нечиски со некоја таква регионализација, кога сите сме граѓани на град Скопје. Што ако утре се донесе една улица да се пребаци од една општина во друга? Разбрав што ви е прашањето и констатацијата. Значи, ако има можност. Благодарам. Режија? Значи, прво немаме паралелки со 15 ученици. Значи, нема такви паралелки со 15 ученици. А самиот кажа дека во јасли го запишал пред 6 години. Јас пред 2 дена интервенирав кај директорката на градинката да прими дете од Карпуш 3, токму градинката Орце Николов, и директорката ми рече дека нема место, ќе види како ќе може да ба. Значи, треба да спијат едното дете, значи со нозете на една страна, другото со главата треба да биде обратно, за да може да ги смести. Значи, толку креветчиња има. Што не изградите уште една градинка? Имате толку потреба. Ма не се работи само за таа градинка, ние имаме 4 градинки со по 3 клона. Значи имаме вкупно 9 објекти на територија на општина Карпуш. И очигледно недоволност. Сепак се градат нови станови, се градат нови куќи и така. И очигледно е недоволно. Тие се недоволни. Значи треба, ние во Бардовци немаме градинка, во Злокуќани немаме градинка. Тие сите жители, значи ќе градиме предвидено и во Бардовци и во Злокуќани да се гради градинка. Значи сите тие жители ги носат своите деца или во Карпуш 3, или во Карпуш 2, или во Влај и така натаму. Значи потребите на нашите граѓани стануваат многу поголеми во однос на, например, за албанците од Нерези ние немаме градинка. Немаме ни една паралелка. Албанците бараат да ги сместат децата во градинка. Значи немаме воспитувачи, немаме на албански јазик, ме разбирате? Значи решени сте има да се фајтате со цел свет, ама има да им направите и да им олесните на своите граѓани во Карпуш. Овие граѓани, тие ми дадоа 19.800 гласа и тие гласаа зад мене и кога голем дел од речем, хајде не речем од Македонија, него мои противници ме плука и така натаму, тие застанаа зад мене.
Тие ми дават плата на први, јас сум должен нивните желби да ги исполнувам и нивните интереси. Дури да не се желби, но она што сметаме дека е нивни интерес да го браниме нивниот интерес. И тоа ќе го работам. Кога ќе бидам градоначалник на Скопје и ако бидам, тоа ќе штитам интересите на сите граѓани на Скопје. Зошто не дозволувате доградба на тераси во Карпош 2? Не е точно. Добро. Одиме со последното јавување. Урбанистичкиот план е тој што вака сега да разјасниме. Добро. Значи, ве молам, за да можете да ги доградите вашите тераси, прво треба урбанистичкиот план тоа да го предвидува. Второ, законот бара да ви биде откупено земјиштето под зградата и доколку има парцела, значи да си го откупите земјиштето. И да имате 51% подписи од вашите комши и станари. Ако еден од овие услови вие не исполнувате, не може да градите тераси. Ја не можам да ви давам одобрение за градба. Може да градите диво. И сега поштено ве прашувам. Кажете, оние што сте граделе диво, на кого ние ви дојдовме со копач? Никому. Па 70% од терасите низ Карпуш се диво градба изградени и ние не сме направили никого проблем. Значи, јас можам да ви давам одобрение само ако овие три услови ги исполните. Ако не ги исполните условите, јас правам кривично дело ако ви давам одобрение за градба. Добро вечер. На линија имаме последниот гледач. Повелете. Добро вечер. Дали се слушаме? Режија? Ало? Повелете во програма сте. Ало? Повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, поставете прашање. Сакам да поставам едно прашање, да му честитам прво победата на Добро. Што е прашањето? Благодарам. И сакам едно прашање да поставам во врска со на Женевска во Карпуш. Тафталиџи. Се однесува до кулите тоа. Околу кулите има 15 контейнери. А јас сум визави контейнери 6. Само улицата ме двои од контейнерите. Подолу има пак други 5, 11. Откај Зелс има уште 4. Добро. Што е... Живеете во куќа или во зграда? Канти сите бараки добивме. Тешко разбира, И поставете ние- гледаче. Малце трпеливо. Ја не можам да ја користам кантата затоа што контейнерот ми е пред врата. Само да поминам 4 метра, 5 улицата и имам 6 контейнери. Добро, што ви е прашањето? Што е проблемот? Тоа е депонија. А така, не се расчистува добро. Околината од факултетот, од пазарчето кај што има контейнери, другите што се овде Јасно ми е што е комшиите од Реплек. Добро, и јасно му е на работилите градоначалникот. што се Ви благодарам за јавувањето. Очигледно дека тие бројни контейнери Не се знам недоволни. зашто се спомнува Реплек кога Женевска е она улица од пазарчето Тафталиџи што оди во нашата досегашна општина. Значи проблемот е што има многу контейнери и тој Прво улицата не е депонија. 4-5 метра, улицата е 9 метри плюс тротоара 1,5 метра, значи вашата барака е одградечена најмалку 2-13 метра од тие контейнери кои се поставени за румунските кули и евентуално за останатите руски згради. Каде ќе бидат поставени контейнерите не одлучувам јас како градоначалник, одлучува комунална хигиена и тоа е работа на комунална хигиена. Ако има толку сериозно Дама вие ги плаќате нив, така? Не плаќаме ние, граѓаните си плаќаат преку ѓубретарина, а каде ќе бидат поставени контейнерите одлучува комунална хигиена, не ние како градоначалници. А интересно е, контейнерите ни се потребни на сите, ама никој не ги сака во своја близина. Секој гледа ако може кај комшијата понатака да бидат. Не, не е проблем толку до Иначе контейнерите. господинот живее веројатно туку во барак. До хигиената и како се, мислам дека како градоначалник со својот авторитет може да делувате и врз комуналното и врз тоа да се подобри хигиената и дисциплината. Како се користи. Па видете Ја мислам дека улогата на еден Јас на комунална градоначалник може хигиена да и направи на многу. градот Скопје им понудивме да набавиме ние едно возило за подигање на смет. Ќе го купиме од сопствениот буџет. Лицата што ќе работат ќе бидат од нас платени. Трошците за одржување и за нафта ќе бидат од нас платени, само да ни дозволат да депонираме бесплатно смет, односно да си го плаќа комунална хигиена на дризла, зашто ако еднаш дневно или еднаш на 2 дена
комунална хигиена ги чисти контейнерите, ние ќе направиме практично уште еднаш. Ако на Женевска улица се собираат еднаш на 2 дена, ние практично ќе ги собираме еден ден. Ние еден ден комунална хигиена, меѓутоа комунална хигиена тоа го одби, односно побара камионот да им го остапиме на комунална хигиена, па они да работеле со неф и така натаму. Значи, делот на индивидуалната хигиена, тоа не е наша обврска, туку е на градот Скопје, на градоначалникот на Скопје и на преку комунална хигиена јавното претпријатие. Има на многу места вакви проблеми, особено е за време на празниците и за време на викендите. Тогаш е помалку се подига смет и тогаш се преполнуваат контейнерите и тие навистина се и грда слика и ја загадуваат околината. И тоа е причината зашто повеќе пати разговараме со Разговарајте. На тој начин се борите за своите граѓани. Тоа е оној што се очекува од вас. Како сте екипирани? Добро сте екипирани, ваш тим, кабинет, Одлично. луѓе? Одлично. Сега правиме некои промени. Дали има луѓе кои немаме време. Го завршувам интервјуто, сакам ова да ве прашам. Имате ли луѓе кои следат Facebook и така натаму и така натаму? Имам милиарда прашања кои ми пристигна. Нема теоретски шанси до 5 сабајле да ги одговориме. Има и квалификации, има и навреди и сето тоа е политички коректно. Во рок службе, така. Ја ве замолувам, ја ве барам да отидете на мојот Facebook профил со вашиот тим и да им одговорите на конкретните прашања на гледачите. Што во она е напишано, а што они посебно, значи во најавата ваша за вашето гостување, но и во делот каде што они сами ги поставуваат прашања. И ќе имате доста работа. Ја им се извинувам на гледачите што не можам да им ги поставам сите прашања и се обидував она што му го поставував да е некако најинтересно. Најжежокостен ќе ви бидат овие соградинкиве. Значи, Тоа е веќе 4-та година поред. Значи не е од вчера. Така, ама еве се вжештува, очигледно. Најголем коњак ќе ви бидат бесплатните градинки. Гасификацијата, ако успеете до такво нешто, ќе биде исто добро. Има ли шанси, јас исто да ве прашам, затоа што планирам сите градоначалници, особено на територија на Скопје, последно прашање. Експлозија на канцерогени заболувања. Еден од ризиците за канцер е загадувањето и загадувањето од азбестните кровови. Во Карпош ги има многу. Последно прашање од мене пред да си кажеме пријатно. Тоа е и дел од мојата програма, промената на азбестните кровови. Значи ќе формираме посебен фонд во кој што ние на граѓаните ќе им даваме, дали тоа ќе бидат керамиди, дали ќе биде лим или ќе биде, не знам, канадска шиндра, а граѓаните треба значи да си ја платат работната рака за промената на азбестните цевки. Значи формираме фонд и тие средства ќе бидат доделувани секоја година по еден дел од азбестните кровови ќе бидат променувани. Благодарам што дојдовте конечно во мојата емисија. Се надевам ќе се сретнеме и друг пат. Благодарам. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.